Продолжува судењето за монструозното убиство на 79-годишната Штипјанка, чии делови од телото беа закупувани на повеќе локации. Во Основниот суд Штип денес беа изречени завршните зборови во случајот Денис Асанов, кој е обвинет дека со нож свирепо ја убил Борјанка Николова. Според делото, кое тој првично го призна, Асанов ја убил од љубомора, претходно ја киднапирал за потоа со нож да ја избоде до смрт. На крај тој трупот го закопал во својот двор, додека главата и нозете ги фрлел во околните контејнери. Обвинителот тврди дека Денис Асанов е убиец на 79-годишната Штипјанка и бара казна според законот. Предлагам на судот мерката притвор спрема обвинетиот да биде продолжена до започнување со издржување на казната, односно до правосилноста на присудата, поради натамошно постоење на причини, согласно член 165 став 1 точка 1 ЗКП, од причини што се уште постојат околности што укажуваат на опасност од бегство на обвинетиот. Од друга страна, пак одбраната на Асанов и тој самиот тврдат дека тој е невин и бараат ослободителна пресуда. Предлагаме на судот да донесе пресуда со која обвинетиот ќе биде ослободен од обвинението кој му го става на товар обвинителството. Почитуван суде, во кривичната постапка не е доволно нешто да е можно или веројатно, туку е потребно да биде докажано. Во конкретниот случај, обвинението остана недокажано во своите клучни елементи. Одлуката на судот ќе се знае следниот вторник, а на минатото рочиште обвинетиот го смени својот претходен исказ и негираше дека го сторил кривичното дело, барајќи ослободителна пресуда. Според официјалните информации, Борјанка Николова исчезнала во октомври минатата година, а незиното тело било пронајдено закопано во дворот на куќата на обвинетиот, пошто полицијата пронашла траги од крв и други докази, што довеле до кривична пријава за убиство. Полицијата истрагата ја започнала откако 84 годишната сестра на жртвата ја пријавила за исчезната.